Ренесансата, за разлика од средниот век, овозможува слободно мислење и лична иницијатива во активноста. Тој период се нарекува преродба, ново определување на начелата на живење, а епоката се нарекува нов век. Карактеристиките на Ренесансата значени за движење на светот се подем на реалистичен однос ко светот и животот, независен развиток на науките и нејзин подем во сите области, ширење на комуникациите, сообраќај, образование, култура, развиток на методите на сознанието, на апаратите и постапки на истражување, развивање на техниката, подобрување на животите услови, слободата на луѓето, блискост на науката и философијата. Во периодот на Ренесансата се појавува критика на догматизмот, нови начини на религиозна посветеност, реформација, протестантизам, враќање на античките извори, хуманизам, методолошки новини, постојана критичност, поврзување на философијата и науката. Се појавува ренесансен хуманизам, што значи стремеж кон слободно однесување кон човечката реалност и потреби, кои биле сопирани и контролирани од религијата. Во средниот век науките произлегува од философијата, се сметаше дека философијата и науката е исто, додека во Ренесансата философијата е инспирација за науките кои забрзано се развиваат со своји цели и методи и се смета дека философијата е нивен обопштувач или толкувач на научните сознанија. Од социјалната критичка мисла произлезе утопизам, кога философијата ќе покаже како би било убаво да се живее во добар, модерен и справедлив град-држава. Утопија од Томас Мор, Градот на сонцето, Томазо Кампанела.